Таа е филмска и театарска актерка. Во филмот Балканот не е мртов од 2013 година го има своето филмско деби, а филмот Врба и го донеса најголемиот интернационален успех. Вечерва во Трилинг гостинка Наталија Теодосиева. Теодосиева, добро вечер. Македонската публика ве запозна по неколку домашни проекти, но веројатно улогата на Родна во филмот Врба ви донесе малку посериозен приказ на вашиот талент. Дали оваа улога ја сметате за лична кога станува збор за вашето актерско созревање? Да. Врба јас сметам и како за едно мое актерско созревање, затоа што пред се тоа беше еден многу детален процес, многу обмислен процес и процес кој траеше долго и доста емотивен и емотивно тежок за мене. Самиот процес на кастинг пред се траеше некаде околу 4-5 месеци, подготовките за снимањето, самото снимање од месец дена и нормално дека тоа е да речеме една речиси цела година работа на еден лик и на еден филм и се разбира дека донесе една голема промена кај мене и едно големо созревање. Дали Врба беше една убава подлога или убава конекција за ваша интернационална кариера? Се разбира. Милчо Манчевски сам по себе е веќе бренд и можам слободно да кажам дека поради неговите претходни успеси и неговиот сегашен успех со филмот Врба, ние како актери тргнавме со неговото и некој поход на освојување на светските филмски фестивали. Се разбира дека филмот го видува многу луѓе широм светот и веројатно тоа е така и веројатно затоа ме препознаваат интернационално баш поради тој филм, затоа што тој филм е доста активен на филмските фестивали и се уште зема награди. Го споменавте пред малку терминот фриленсер или независен актер во превод. Оно што изненадува и можеби запрепастува во нашево општество е што кога ќе бидете признаени надвор, дури отпосле сте признаени во домашните размери или домашни рамки. Како тоа Наталија Теодосиева, која што има интернационални богати признанија во текот на минатата година и убавата награда за која што малку подоцна ќе зборуваме во Војдан Чернодрински, не е вработена во ниту еден македонски театар? Ова е едно прашање, односно тема која е доста интимна за мене и нормално во последните години се повеќе и повеќе да кажам ме мачи. Меѓутоа кога ќе размислам малку пообјективно, можеби и тоа што не сум врзана за ниједна матична куќа мене ми ја дава можноста да експериментирам повеќе и да бидам активна на повеќе полиња. Меѓутоа сега да се задржиме на тоа зошто јас не сум вработена. Јас дипломирав 2013 година, од тогаш до денес активно се пријавувам на сите кастинзи, односно аудиции за вработување во скопските театри. Меѓутоа работите излегле такви какви што се денес. Добивате некакво објаснување? Да, многу често добивам објаснување дека не сум била, например, доволно спремна за аудицијата и покрај тоа што сум доста активна и во театрите, каде што конкурирам и надвор од театрите, јас сепак не сум доволно подготвена за точно таа аудиција. Што искрено според мене мислам дека не е големо оправдување, затоа што пред се треба да се земе предвид мојот ангажман, тоа колку јас сум работела претходно, какви успеси имам достигнато до сега, награди, улоги и така натаму, а не само тие 5 минути кога јас се појавувам на аудиција. Меѓутоа работите така функционираат кај нас. Тоа е едно од оправдувањата зошто јас не сум успеала да влезам, а на неколкуте други аудиции на кои сум учествувала, конкурсите веќе биле наместени. Вие сте една од многуте, да речам, актери во земјава кои што немаат решено актерски статус. Го немаат. Кажете ми, во комуникација со вашите колеги, како се чувствуваат во земјава? Вие го кажавте вашето мислење во однос на тоа. Исто. Само некои актери можеби чувствуваат уште поголемо разочарување за тоа што немаат и прилики толку да бидат активни на сцената како мене, тогаш разочарувањето е уште поголемо затоа што да се биде дел од еден ансамбл, да имаш матична куќа, до некаде значи за гарантирана работа, дека ти сепак ќе работиш, во годината барем еден проект ќе го одработиш, ќе изиграш една улога.
Генерално тоа е истиот став. Луѓето сакаат да играат, колегите мои сите сакаат да играат, никој не е мрзлив, никој не е неодговорен, меѓутоа нема место за сите. Вие сте и театарска актерка, тоа споменав и во најавата, и минатата година бивте наградени на Војдан Чернодрински за најдобра женска улога. Колку ова театарска награда, бидејќи е добиена на домашен терен, ви ги отвори, да речам, на некој начин хоризонтите кога станува збор за театарското работење? Јас сум многу благодарна на големата награда што ја добив на Чернодрински. Ја добив со неколкуте улоги што ги играм во представата Мојот маж во режија на Нела Витошевиќ, која се игра во Драмскиот театар, која е редовно на репертоар. Не знам колку ги отвори моите хоризонти, затоа што јас уште пред да ја добијам наградата бев многу активна во театар и на филм, се разбира. Работев посветено исто колку и сега. Работите се исти. Ако тоа ме прашувате дали донело нешто ново во однос на моје унапредување или добивање повеќе театарски улоги, не. Работите се сепак исти. И што е она што треба да се направи за да се добие, да речеме, работно место во Македонија во театриве, со оглед на тоа дека... Не знам. Веројатно ќе треба да го кажам тоа што не сакам да го кажам и што не сакам да биде така. Веројатно ви требаат луѓе, моќни луѓе. Затоа што очигледно талентот, наградите, работата, упорноста не се доволни. Какви се вашите планови за 2022? Искрено не знам, затоа што како независен актер, вие во старт сте во позиција на, како да кажам, на непредвидливи случувања. Некаде средината на март заминувам во Загреб, таму работам независен театарски проект кој се вика Smiling Depression. Работиме поделена екипа македонци и хрвати, така да кога ќе заврши тој проект, кога ќе се вратам од Загреб, па ќе се надевам дека ќе имам нешто на видик. Наталија, ви благодарам за вечерашниот разговор. Ти благодарам и тебе.